Почитувани гледачи, добро вечер и уште еднаш поздрав од спортската сала во Куманово, К3 телевизија во интерес на развојот на спортот и популаризација. И денеска ви овозможува убава шанса да проследите напреворот кошарка, овој пат трета лига. Ке го следите напреворот помеѓу екипите на Пинк Пантери од Куманово, домашниот тим против екипата на Партизан Мартиш 5 од Скопје. Значи на К3 телевизија дебитира тимот на Пинк Пантери. Се работи за исклучително млада и талентирана екипа, составена претежно од домашни кумановски кошаркари со огромен потенцијал, а воедно, како што знаете, и поголемиот број љубители на кошарката, тимот на Пинк Пантери во последните години работи квалитетно и континуирано и на некој начин овозможува правилен развој на младите таленти во кошарката, а од ова сезона настапуваат и во третата лига во сениорска конкуренција. Во текот на овој напревар имате можност да чуете некои податоци за кошаркари од овој клуб, но ние да се свртиме кон овој напревар, го следиме првиот напад за домашниот тим. Обид за 2 поени, нема кош, биеше со број 4, тој беше домашниот кошаркар. Напад на гостинскиот тим од Скопје. Нема поени. Добра игра во одбраната, биеше со број 4 Зекири. Напад за Партизан Мултиш 5. Еве ги правите поени на преворот. Со број 11 прв кош за Драган Пецев. Одличен влез, изворени поени. Еве правите аплаузи од публиката во спортската сала во Куманово. По моја процека има околу 200 гледачи. Солидна посетеност, оглед на фактот дека овој напревар се игра во прилично доцни вечерни часови, меѓутоа кумановската публика дојде да му даде подршка на домашниот тим. Лична грешка за домаќините и 2 слободни фрлања за Златевски. Предмалку видовте прекрасни поени на домашниот играч Андреј Антевски. Две промашени слободни фрлања, еве шанса за Пинк Пантери да дојдат во прво водство на денешниот напревар. Со број 9 Мартин Ѓорѓиевски. Одлични поени. Браво за Мартин, прва тројка на напреворот. Први поени за него и Пинк Пантери водат со 5:2. Ке биде добро домашниот тим веднаш на почетокот да стекне некоја солидна залиха предност. Меѓутоа враќаат гостите со број 6 убави поени на Вања Врендовски. Борбеност на домашниот тим, освоена топка. Многу е важно домаќините, секој кошаркар да се бори максимално, да дава придонес во играта на својата екипа. Одлични поени и уште еднаш одличен потек. Мора тоа да го кажеме со број 14.
Андреја Антевски, четврти поен и уште едно слободно фрлање. Останува 7-4 за домашниот тим. Меѓутоа, гостите веднаш враќаат. Мора да се спомене и ова беа убави поени. Со број 9 Кошеви за Златевски. Штета, нема тројка. Биеше Марко Јовановски, а на спротивната страна веднаш нови поени. Одново Златевски и гостинскиот тим Партизан Мартишпет води 8-7. Помина 3 минути во првото повреме, за сега гледаме интересен и возбудлив напревар, добра кошарка. Да видиме што велат судиите, прекрашок. Ке има 2 слободни фрлања за гостинскиот тим. Фолиран беше Драган Пецев. И некои судии на денешниот напревар. Јосковски и Петровски од Скопје. Делегат на напреварот, познатиот спортски кошаркарски работник Зоран Трајковски. Пецов 3 поени и напад за гостинскиот тим. Офанзивен скок беше тоа. Чиста позиција, да видиме дали ќе има поени. Нема кош. Меѓутоа, одново освоена топка, шанса за 3 поени, среќа за домашниот тим, нема кош. Можност за брз проти напад, дали овде ќе има ширење со нога. Судијска топка, да видиме за кого ќе припадне, за екипата на Партизан Мартишпет. На повреда се жали таму Вања Врендовски, меѓутоа се е во ред, со него ќе го продолжи на преворот. Даниловски. Убаво проигрување. И на крајот топка за Пинк Пантери. Сега беше одиграна добра и квалитетна одбрана. Напад за домашниот тим. Судиите веднаш реагира, прекрашок. Со број 4 тој е Лајсон Зекири. Ѓорѓиевски. Изворени поени на Мартин Ѓорѓиевски. Пети кош за него. Израмнување 9:9. И сега уште еднаш добар потек покажува на почетокот на овој напревар. Кошаркарот со број 9 Виктор Златевски, дека се работи за добар кошаркар, интелигентен играч, брзо размислува и веќе запиша на своето конто 6 поени. Измена во домашниот тим. Во игра влезе Христијан Крунославски со број 11 и нова лична грешка на гостинскиот тим. Поминаа 5 минути од првата четвртина.
Партизан Мартиш 5 води против Пинк Пантери со 11:9. Сега нешто реагира гостинскиот тренер по некогаш познато кошаркарско име на работнички Тони Симич. Тој го води тимот на Партизан Мартиш 5. Една мала консултација на судиите со делегатот Трајковски. Очекуваме на преговорот во секој момент да продолжи. На клупата на Пинк Пантери тренер е Мартин Атанасовски. Се во ред продолжува на преговорот. Напад за домашниот тим. Ѓорѓиевски. Да видиме што смислија сега домаќините во овој напад. Се бара Тевски. Одлично беше изблокиран. Нема ништо од овој напад на домашниот тим. Брза контра. Штета. Убаво беше ова одиграно. Шанса домашниот тим да врати. Ѓорѓиевски. Штета, нема поени. Одличен влез на Мартин. Меѓутоа ќе има 2 слободни фрлања. Многу е важно домашниот тим денеска да биде прецизен од слободните фрлања. Секој кош е битен. Мартин Ѓорѓиевски вкупно 6 поени. За сега тој е најефикасниот играч во Пинк Пантери. 11:10 води Партизан Мартиш 5. Зекири. Тешка позиција, одлична блокада на Антески, добро беше затворен гостинскиот кошаркар Ѓорѓиевски. Ова беше избрзан удар, меѓутоа борбеност на Антески. Нема поени уште еднаш, спасена топка. И на крајот гостинските кошаркари ќе тргнат во напад, измена во домашниот тим. Во игра влегува Киревски, а нови поени на спротивната страна. И одново кошаркарот со број 9 Виктор Златевски. 8 кошеви веќе нанижа. Ѓорѓиевски. Марко Јовановски. Да видиме што велат судиите. Прекршок. 2 слободни фрлања за домашниот тим. Совети од тренерот на домашниот тим Мартин Атанасовски за Мартин Ѓорѓиевски. Инструкции како да се игра во нападот и во одбраната. Промашува Марко Јовановски. Реков, слободните фрлања се многу важни денеска да функционираат. Ова е веќе второ промашено слободно фрлање. Јовановски мирна рака, прецизен. Го бележиме неговиот прв кош. 3 минути и 30 секунди до крајот на првата четвртина. Пинк Пантери, Партизан Мартиш 5, 11:13. Добра игра во одбраната. Одлично, браво, убав поени. Трет кош за Марко Јовановски. Еве уште една освоена топка. Се излекува гостите од ова непријатна ситуација. Можеше домашниот тим да ја освои оваа топка. Домашниот тренер Атанасовски подготвува уште една измена.
Ова беа чекори. Нема кош. Контранапад на Пинк Пантери, да видиме. Се сплеткаа домаќините. Ова беше убава ситуација, се поентира, меѓутоа добро, има време за корекции. Измена во Пинк Пантери, како што рекол премалку, излегува Марко Јовановски. Во игра влегува со број 5 Христијан Петрушевски. На позиција на плеймейкер сега во гостинскиот тим Александар Тодоров. Гледате, почитувани гледачи, во овие моменти Пинк Пантери ја засилува одбраната, игра поагресивно, подсврсто. Меѓутоа, убаво решение со број 4 Зекири, први негови поени, прва тројка. Меѓу враќаат домаќините. Одлични поени. Први крошеви за Христијан Петрушевски. Тодоров. Зекири, Тодоров. Лишта грешка во напад. Фаулираше Зекири. Топка за Пинк Пантери, еве шанса домашниот тим да победе. До крајот на првата четвртина уште точно 2 минути. Тони Симич подготвува измена во својата екипа. Излегува Зекири. На негово место со број 5 Јоргос Митропетрос. Кировски. Чисто одземена топка. Тодоров. Малку насила, меѓутоа поени. Кош број 8 за Виктор Златевски. Односно тоа беше 10-ти поен. Одличен напад, Антевски не успеа и гостите тргнуваат во контра. Златевски 12 поени, многу расположен за игра во овој период на преворот. – 20-15 води Партизан Мартишпет. Две слободни фројања за Кирче Киревски. Сигурна неговата рака. – 17 води Партизан Мартишпет. До крајот на првата четвртина 50 секунди. Потребна е сега добра одбрана на домашниот тим. Златевски. Нема тројка. Киревски, добар скок. Шанса да се организира мирен напад, да се поентира, меѓутоа како невнимание сега. Стошич освојува топка. Голема борбеност на Стошич и на крајот
се исплатеше ова упорност, топка за домашниот тим, прекрасен лес, убави поени. На спротивната страна кош. Тоа е крај до четвртина. Ја добива гостинскиот тим со 22-19. Инаку, почитувани гледачи, во првото коло екипата на Пинк Пантери гостуваше во Радовиш и загуби од тимот на Плачковица. Доста интересен напревар, на крајот пораз 89-82. Додека екипата на Партизан Мартиш 5 гостуваше во Македонска Каменица, одигра напревар со екипата на Баскетком и тие загубија тесно 67-63. И некој рекол и во најавата дека екипата на Пинк Пантери е препознатлива по својата работа во Куманово во изминатиот период, благодарејќи на таа добра и квалитетна работа од овој состав. Има неколку репрезентативци, па еве би ги издвоил со број 9 Мартин Ѓурѓиевски, потоа со број 14 Андреја Антевски. Па потоа двајцата браќа Јован и Богдан Стошич, и тие играат во младинската репрезентација, па кошаркарот со број 4 Антонио Аврамовски, значи со еден збор многу репрезентативци од овој клуб. Меѓутоа, доколку продолжат со ваква работа, веруваме дека и во наредните години од Пинк Пантери ќе дојдат нови потенцијални, а можеби и членови на македонската кошаркарска репрезентација. Првата четвртина карактеристика се играше кош за кош, со тоа што гостинскиот тим беше нешто подобар. Одлучуваа нијанси, на крајот го реши овој период со 22-19, благодарејќи, мора да потенцирам уште еднаш, на одличниот Виктор Златевски, кој во првата четвртина постигна 12 поени, или просто речено на 50% од кошевите сам реализираше го за гостинскиот тим, додека во екипата на Пинк Пантери Мартин Ѓурѓиевски постигна 6 поени, 4 коша постигна Андреја Антевски. За сега овие двајца кошаркари се најпрецизни во домашниот тим. Очекуваме почеток на втората четвртина, да се надеваме дека Пинк Пантери ќе успее да заигра подобро и да го реши овој период на преврат во своја корис. Фолиран беше Христијан Петрушевски. Блок таму прави Антевски. Одлично решение. Добра блокада на Антевски. Поени на Петрушевски. Кош број 4. Сега Златевски не успеа. Меѓутоа освоена топка. Слабо заградија под кошот домаќините. Нов напад за Партизан Мартиш 5. Убави поени, тешка позиција, меѓутоа поентира Драган Пецов, негов пети кош. Стошич, Антевски, Петрушевски. Прекрасни поени за Марко Јовановски. Убаво решение, паметен потез и да видиме 23-24 шанса Пинк Пантери да изравнат. Марко Јовановски вкупно 6 поени.
се изравнува со Ѓорѓиевски по ефикасноста, Чекори. Нема зашто да се лути гостинскиот кошаркар, во право се судиите од Куманово. Напад за Пинк Пантери. Стошич, Петрушевски. И какво невнимание сега на Петрушевски. Лесно загубена топка. Слаба концентрација, меѓутоа гостите се обидуваат за 3 поени. Одличен кош. Јовановски. И уште еднаш поени. 14-ти кош на Виктор Златевски. Ова е веќе солидна предност, иако не е многу голема, 29-24, меѓутоа добро што реагира домашниот тренер Мартин Атанасовски. Еве, совети, критики кон своите кошаркари, слабо играат во одбраната и примија неколку ефтини кошеви. Помина 2 минути од втората четвртина. Инаку оваа година третата лига брои 10 клубови, меѓутоа она што е интересно да се напомене дека 8 клубови настапуваат исклучиво со млади кошаркари, додека 2 клуба имаат микс нешто помлади и постари, меѓутоа во секој случај тоа е добро затоа што ќе имаат шанса младите кошаркари да се докажуваат, да го покажат својот потенцијал и да напредуваат уште повеќе во играта. Сега како пример го следи екипата на Пинк Пантери, која е составена исклучиво од млади талентирани играчи и она што го прикажуваат денеска навистина влева надеж дека овие играчи имаат добра иднина. Антески. Не успеа Марко Јовановски. Брза контра на Партизан Марти Шпет. Тешка позиција, меѓутоа поени. Јоргос Митропетрос, први негови кошеви. Антески, така е, под кошот. Влегува храбро. 6-ти поен за Андриј Антески. 31-26 води Партизан Марти Шпет. Нов обид за тројка нема. Среќа имаше домашниот тим Антески. Браво за Антески. Одличен кошаркар, тоа се гледа. Веќе нанижа 8 поени. 31-28 води гостинскиот тим. Обид за 3 поени уште еднаш. Одново промашување, меѓутоа офанзивен скок. И да видиме топка за Пинк Пантери. Одлична контра. Прекрасни поени. Ѓорѓевски. Негов 8-ми кош, сега на спротивната страна жестоко реагира гостинскиот тренер, познатиот некогашен кошаркар на Работнички Тони Симич. Иста приказка како и предмалку. Им вели на своите кошаркари дека играат слаба во одбраната. Тоа го искористи Пинк Пантери со серија успеа да намали само на 1 поен. 31-30 води гостинскиот тим до крајот на првото полувреме. Уште 6 минути и 30 секунди.
за оно што се вклучи е подосна во овој напревар. Да кажам дека мечот се игра во спортската сала во Куманово, по моја проценка некаде околу 200 гледачи го следат овој дуел, ќе кажам уште еднаш, со оглед на тоа дека е во доцните вечерни часови, сепак ова е добра посетеност, а судиска двојка на денешниот напревар е Јосковски и Петровски од Куманово, делегат на напреварот познатиот кошаркарски работник од Куманово Зоран Трајковски. Се обидува таму со индивидуално решение, меѓутоа се сплетка гостинскиот кошаркар Јанев и еве можност Пинк Пантери да дојде во водство. Ѓорѓевски, меѓутоа лошо проигрување таму, се сплетка домашниот кошаркар Антески, да видиме дали тој ќе има некое решение. Ѓорѓевски, чиста позиција, нема тројка. На крајот топка за гостинскиот тим. И тие промашуваат. Прекрасна асистенција. Ова е во досегашниот тек на напреварот. А целата работа ја заврши да видиме што велат судиите. Топка за Пинк Пантери. Премако целата работа ја заврши Христијан Крунославски. Убава асистенција за Марко Јовановски, кој веќе има 8 поени. А она што е најважно, Пинк Пантери водат 32-31 и она што е забележливо, играат од минута во минута се подобро и подобро. Тоа е добар знак дека може првото полувреме да го завршат во позитива. Но да се чекаме да видиме што ќе се случува до крајот на првото полувреме. Марко Јовановски, Ѓорѓевски, Јовановски, Антески, браво за Антески. Изворена партија прикажува денеска Андрија. Негов десети кош, драгоцен играч, врши голема работа и во одбраната и особено во нападот. Да видиме дали ќе има тројка, нема. Освоена топка, уште еднаш борбеност на Антески. Брза контра, да видиме нови поени. Дега огромна серија, позитивна на домашниот тим. Крунославски четврти поен. 36-31 води Пинк Пантери. 4,5 минути до крајот на првото полувреме. И одново домашниот тим пресинг, цврста обрана. Агресивно игра преку целиот терен и за сега тоа дава резултат. Нема поени. Сега не внимание. Меѓутоа за среќа промашуваат и гостите. Бара клупата на Пинк Пантери да се смири играта и нормално треба да се игра мирен напад. Имаат водство 5 разлика. Сигурна реализација е потребна, не треба да се брза. Антески. За сега играч број 1 во домашниот тим. Тројка. Прекрасни поени. Христијан Крунославски
Вкупно 7 поени, а сега ги прави прекршок. 39-31. Ова е највисока предност за Пинк Пантери во досегашниот тек на напреварот. Гостите веќе полог период немаат поени. Крунославски прави прекршок. Антевски тука под кошот, не може да поминат гостите. И на крајот прекршок за домашниот тим. Токму за Антевски, 2 слободни фрања за Вања Врендовски. До сега постигна 2 поена. Две промашени слободни фрања, тоа е добра вест за Пинк Пантери. Продолжува црната серија на гостинскиот тим, немаат поени, шанса за домашниот тим да ја зголеми ова разлика. Антевски, повеќе не е потребен коментар, негова игра во голем стил. Лична грешка. Антевски веќе нанижа 12 поени. Сега ќе има 2 слободни фрања за Марко Јовановски, измена во екипата на Партизан Мартиш 5. Во игра влегува Драган Пецов, а теренот го напушта Лајсон Зекири. Освоена топка, играта продолжува. Шанса за 3 поени. Нема тројка. Антевски. За Антевски. Покрај загубена топка. Неверојатна борбеност покажува овој кошаркар. Се работи за огромен потенцијал. Тоа се гледа. Да видиме што велат судиите. Прекршок има 2 слободни фрлања. 41-31, 10 разлика за Пинк Пантери. Двојна измена во домашниот тим, влегува во игра Стошич и Киревски на местото на Марко Јовановски и Христијан Крунославски. Две слободни фрања за Драган Пецев, ова е негов 6-ти поен. Еве го и 7-миот, Ѓорѓевски. Стошич, браво!
Тоа е Богдан Стошич, први негови поени. 43-33, 10 разлика за Пинк Пантери. Лична грешка признава таму дека направил домашниот кошаркар Кирче Киревски. Слабо шетираат слободни фроња денеска кошаркарите на Партизан Мартиш 5. Еве, уште едно промашување. Нова лична грешка. Мислам дека ова треба да бидат две слободни фрлања, бидејќи бонус. Бирна рака на Кирче Киревски, негов трет поен. Останува на 3 поени, меѓутоа напати за домашниот тим. Штета, ова беше добра ситуација. Нема поени за Пинк Пантери, меѓутоа она што е најважно, домашниот тим води 11 разлика, 1 минута и 48 секунди до крајот на првото полувреме. Обид за 3 поени, нема кош. Сега лоша серија на гостинскиот тим, доста промашуваат за удари за 3 поени, тоа е добро за Пинк Пантери. Нема поени, трае нападот и сега добро е, се случува, се прават грешки. Подрачка од публиката за домашниот тим. Измена влегува во игра Петрушевски. На местото на Антонио Аврамовски. Прекашок на Стошич. И уште еден фаул. И сега ќе гледаме две слободни фрлања за Партизан Мартиш 5. Веднаш реагира домашниот тренер Атанасовски во игра. Со број 11 се враќа Христијан Крунославски на местото на Кирче Киревски. А ние ќе следиме две слободни фрлања за Виктор Златевски, кој веќе од поодамна нема постигнато поени. Застана на оне 14 коша. Еве го и 15-тиот поен. На позиција на плеймейкер Јован Стошич. Што велат сега судиите? На крајот топка за Партизан Мартиш 5. 35 секунди до крајот на првото полувреме. Јасно дека Пинк Пантери ќе заменат со преднос. Ќе видиме со колкава разлика. Многу подобра игра на домашниот тим во втората четвртина, пред се во одбраната, но и во нападот. И благодарејќи на таквата игра, Пинк Пантери ќе заминат со солидна предност на полувреме. Какво промашување.
Има време за мирен напад, не треба да се брза. Треба да се застане со топката. Ѓорѓевски. Штета, нема поени. Крај првото полувреме. 44-34 води домашниот тим. Апсолутно заслужено водство. Да се надеваме дека и во второто полувреме Пинк Пантери ќе продолжат со ваква игра и ќе забележат првата победа во новата сезона во третата лига. Почитувани гледачи, пауза од 10 минути, ќе се чуеме на почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, очекуваме во секој момент да започне второто полувреме од напрерод второ коло трета лига помеѓу кошаркарскиот клуб Пинк Пантери од Куманово и тимот на Мартиш 5 од Скопје. По првото полувреме потсетување домашниот тим благодарејќи на добрата игра пред се во втората четвртина заслужено води со 44-34. Најефикасен играч во домашниот тим во првото полувреме, а во едно најдобар поединец Андреа Антевски со 12 поени. Ѓорѓевски, убаво решение. На Мартин Ѓорѓевски, ово е 10 поен. Предноста за Пинк Пантери, сега днесува 12 разлика. Меѓутоа, мора да го споменем овој кошаркар што сега поентира со број 9. Виктор Златевски, тој е најдобриот поединец во гостинскиот тим, постигна веќе 17 поени. И уште еднаш Златевски. Да не беше овој кошаркар, мислам дека предноста на Пантери ќе беше уште поубедлива. Данаиловски. Данаиловски, чиста позиција за 3 поени, нема тројка. Офанзивен скок, лошо заградија домаќините под кошот. 2 слободни фрлања за Драган Пецев. Измене во домашниот тим излегува Антонио Аврамовски. Влегува во игра со број 5 Петрушевски. Останува на 8 поени Драган Пецов. На позиција на плеймейкер во домашниот тим одличниот Христијан Крунославски. Нема поени за домашниот тим. Контранапад на Партизан Мартиш 5. Мора да внимаваат повеќе на Златевски. Домаќините, добар кошаркар, има решение во секоја ситуација. Останува гостинскиот тим во напад, меѓутоа има само уште 5 секунди. Атанасовски советува сега добра одбрана. Златевски. Нема поени. Антевски. Одличен скок, брза контра, да видиме дали овдека немаше прекршок. Судиите не реагира. Контранапад. Чекори, тоа се
виде и од ова коментаторска позиција. Крунославски, Јовановски, уште еднаш Крунославски, нема решение, ќе мора да побрза. Ова беше слаб удар. Антонио Аврамовски, еве сега измена во Пинк Пантери, се враќа во игра Ѓорѓевски. Доби совети од домашниот тренер Мартин Атанасовски, играта ја напушти Петрушевски. Не сме домашниот тим да се опушти во овие моменти, мора да игра до крајот агресивно, цврсто. Прекрасни поени, мора се каже, убав влез, добро решение. Први поени за Павел Даниловски. Две слободни фројања за младиот репрезентативец Антонио Аврамовски. Ги бележиме неговите први поени. Се подготвува измена во Пинк Пантери, во игра ќе влезе наскоро Стојановски. Излегува Аврамовски, на негово место Стојановски. Антевски, Стојановски, не треба да брза, може да застане. Антевски, убав скок, штета нема поени, меѓутоа останува Пинк Пантери во напад. Ете, тоа е рецептот како треба да се игра, борбено, мотивирано и успехот е загарантиран во таква ситуација, а тоа на денешниот напревар го покажуваат кошаркарите на Пинк Пантери. Антевски, Јовановски, Ѓорѓевски, Антевски, браво за Антевски. 14 поен. Па што да, страшен потенцијал е овој кошаркар, само ќе треба долга и трпна работа и мислам дека Куманово може да добие во перспектива еден извореден играч. Не само тој, реков и во најавата, и другите кошаркари се одлично подковани, знаат да играат, а тоа го денеска покажуваат и на паркетот. Христијан Крунославски, 9 поен, расте предноста на Пинк Пантери, 52-39. Ова е највисока разлика за домашниот тим, 13 кошеви преднос, а во втората, односно во третиот период, се извинувам, помина 4 минути. Убави поени. Со број 11 Драган Пецев. 10 кош. Јовановски не успеа. Меѓутоа тука е Антевски. Него 16 поен.
Судиите велат чекори. Измене во Пинк Пантери. Влегува во игра Стошич на местото на Христијан Крунославски. Судијска двојка на денешниот направак ќе подставам уште еднаш. Јосковски и Петровски од Куманово, делегат на преворот Трајковски Зоран, исто така од Куманово. Антевски. Гледате како добро игра и со топката, како и Ѓорѓевски, Стојановски. Браво за Стојановски. Една мала корекција од вашиот коментатор, значи тоа беа поени на Дамјан Ганевски кој влезе премалку во игра. 56-41, 15 кошеви разлика, 4,5 минути до крајот на третиот период. Пинк Пантери се на најдобар пат да забележат победа прва во оваа сезона во третата лига. Она што е посебно важно да кажеме дека сите кошаркари што влегоа во играта дадоа свој придонес, секој на свој начин, и благодарејќи на добрата игра, домашниот тим води со 15 кошеви разлика. Предмалку убави поени на Дамјан Ганевски. Само така нека продолжат домашните кошаркари и мислам дека победата не би требало да изостане на вечерашниот напревар. Но да се чекаме до крајот, има од оваа трета четвртина уште 4 минути. Значи вкупно 14 минути до крајот на напреварот. Топка од страна за Партизан Марти Шпет. Добра игра во одбраната на Ганевски. И на крајот прекашок, само да видиме дали Антевски направи лична грешка. Сега тоа ќе го покаже судијата. Не, Ганевски. Прекашок, 2 слободни офрлувања. Мирна работа на Драган Пецев. Остана брза контра и без проблеми ја завршува Дамјан Ганевски. Негов четврти поен. Пети 8-42, 16 разлика. Малку по малку, односно кош по кош, екипата на Пинк Пантери го трасира патот кон првата победа во оваа сезона во третолигашкиот караван. Измена во гостинскиот тим, Тони Симич го повлекува од игра со број 7 Павел Даниловски. А нови поени таму регистрираме на Виктор Златевски, 19 кош. А лична грешка.
на Ѓорѓевски и ќе има 2 слободни фрлања за гостинскиот тим, односно ќе шутира Јоргос Митропетрос. Три поени за Митропетрос, 58-45, сега мала мини серија на гостинскиот тим, 3-0, меѓутоа и тоа е одлична предност за Пинк Пантери, 13 кошеви разлика, до крајот на третиот период уште 3 минути 36 секунди. Лична грешка за Виктор Златевски. Јовановски прекрасни поени. Тоа е 10-ти кош за Марко, ќе има уште едно слободно фрлање. Нова измена во Партизан Мартиш 5. Во игра со број 13 влегува Дамјан Јанев. А Марко Јовановски вкупно 11 поени, 61-45, враќа одна предносот 16 кошеви за екипата на Пинк Пантери. Обид за 3 поени многу непрецизно, меѓутоа имало таму контакт и тоа ќе биде топка за гостинскиот тим. Добро пресече Јовановски. Помина времето за нападот и топка за Пинк Пантери. Да видиме дали се работи за некоја посериозна повреда. Веруваме дека секи биде во ред со домашниот кошаркар. Подршка од публиката за Христијан Петрушевски. Мал прекин, му се окажува лекарска помош и мислам ќе биде добро да биде повлечен од игра, да се малку одмори. Аплаузи за Петрушевски, за борбената игра. Аврамовски. Стошич. Штета за малку не успее да ја прифати оваа топка Антески. Нема елементи за контранапад на Партизан Мартиш 5. Освоена топка од Стошич, изворена одбрана игра Пинк Пантери и во овој период од играта. А малку сега во американски стил Антески Јовановски. Кош број 13 за Марко Јовановски. Гледате каква одбрана игра домаќините. Не може да поентираат кошаркарите од Скопје.
18 разлика, 2 минути до крајот на третиот период, измена во Пинк Пантери, излегува од игра Антелски, на негово место Киревски. Вкупно 6 поени за Јоргос Митропетрос. Стошич. Браво за Стошич. Одличен контранапад. Тоа е негов четврти поен. Штета нема поени, меѓутоа се повеќе аплаузи за Пинк Пантери од малобројната публика во спортската сала. Ке кажам уште еднаш, иако се доцни вечерни часови, сепак дојдеа овдека околу 200 љубители на кошарката да им дадат поддршка на домаќините. Јовановски 15 поени, полека се приближува по ефикасноста на Антелски, кој има 16. Она што е најважно, Пинк Пантери ја има најголемата разлика во овој момент, 67-47, 20 кошеви разлика. Домаќинот продолжува со одличната одбрана. Функционира како швајцарски чарник во овие моменти. Гостинските кошаркари од Скопје не можат да најдат решение. Аврамовски. Пети поен за Антонио Аврамовски, прва негова тројка, 70-47. И нова грешка сега на гостите. Јовановски, Аврамовски, Стошич, Јовановски, нова освоена топка на Стошич, браво! Браво за ова акција. Честитки за Стошич. А да ги запишуваме поените на домашниот кошаркар Христијан Крунославски. Тоа е веќе негов 11 поен. Нормално мора да реагира тренерот на гостите, Тони Симич, бара тайм-аут. 72-47, 25 кошеви разлика водат Пинк Пантери. До крај на третиот период, уште 33 секунди. Во домашниот тим, Андреј Антелски досега 16 поени. Марко Јовановски 15, Христијан Крунославски 11, Мартин Ѓорѓевски 10 и така натаму. Долека во гостинскиот тим, Партизан Мартиш 5 од Скопје, далеку неефикасен е Виктор Златевски со 19 поени, 11 кошеви има Драган Пецев. Мислам дека ова веќе е бонус, ќе бидат 2 слободни фрлања за Александар Тодоров.
Останува на 2 поени Тодоров. Ова црна серија на Партизан Мартиш 5, неколку минути без поени се. Стошич. Гански. Аврамовски, штета на тројка. Тоа ќе биде топка за Партизан Мартиш 5, уште 3 секунди до крајот на третиот период. Не треба да прават домаќините прекашок. Тоа се советите од клупа. Нема поени. Крајната четвртина 72-47. Убедлива предност на Пинк Пантери против екипата на Партизан Мартиш 5. Третата четвртина, одлична игра на домашниот тим во одбраната, добри решение во нападот, со еден збор. Како поминува времето, Пинк Пантери играат се подобро и подобро, ја зголемуваат предноста и веруваме дека на крајот ќе забележат победа прва во оваа сезона во третолигашкиот караван. А како што гледате вие, почитувани гледачи, К3 телевизија, во интерес на популаризација на спортот и правилен развој на младите луѓе во Куманово, покрај женскиот ракомет, машкиот ракомет, потоа кошаркарскиот тим Балфор Лайф. Еве ги следиме и на преварите на екипата на Пинк Пантери. Се надевам дека се задоволни од досегашниот тек на овој напревар. Видовме добра кошарка, а она што го прикажа денеска играчите на Пинк Пантери на некој начин дава надеж дека Куманово има таленти, има потенцијал во овие играчи и дека веруваме дека во годините што доаѓаат ќе имаме нови асови на кумановската кошарка. Но се разбира, за тоа ќе биде потребни да поминат години и работа, многу тренинзи. Аврамовски, Крунославски. Како брз воз Крунославски успеа да помине таму, штета немаше среќа во оваа ситуација. Контранапад на Партизан Мартиш 5 и убави поени. Лајсон Зекири. Него пети поен. Со број 13 за прв пат во игра во екипата на Пинк Пантери е Христијан Митич. Крунославски шири раце таму, меѓутоа имаше контакт, прекршок. Добро си ја вршат денеска работата судиите од Куманово. Јосковски и Петровски. Коректно и фер судење, па би рекол без ниту една грешка до сега. Гански. Лошо проигрување. А убави поени на Вања Врендовски, негов четврти кош. Топка за Пинк Пантери. Еве измена во домашниот тим, се враќаат во играта Ѓорѓевски и Антевски, излегуваат Ганевски и Крунославски. Што е сигурно, тренерот Мартин Атанасовски ги враќа на паркетот оние најдобрите, најискусните. Митич, Ѓорѓевски.
Аврамовски нема тројка. Ова е слаб удар, многу непрецизно на Вања Врендовски. Падна концентрацијата на кошаркарите на Партизан Мартиш 5. Особено во третиот период, а еве гледаме и во последната четвртина, не играат нешто подобро. А Пинк Пантери продолжува во ист стил. Добра игра во нападот, цврста одбрана. Аврамовски. Штета, ова беше добра замисла. Меѓутоа пресилна топка за Петрушевски. Данаиловски. Ево гледате, немаат решение. Кошаркарите од Скопје одат на индивидуални акции, па ако помине. И се какво промошување, неверојатно. Прекрасна акција, убаво изработен напад. Тоа е шести поен за Христијан Петрушевски. Седумдесет и 4-52, 22 разлика. Блокада на Митич, Аврамовски, Ѓорѓевски. Каква асистенција. Браво за овој напад. Нови поени за Петрушевски, 8 кош. 76-52. Судиите велат прекршок врз Лесон Зекири. Еве гледаме тројна измена во Пинк Пантери, влегуваат во игра Трајковиќ, Киревски и Јовановски. Со тоа што Петар Трајковиќ за пропад влегува во игра на денешниот напревар. Зекириев купно 7 поени. До крајот на преварот уште 6 минути. Антевски добро се снајде кошаркарите на Пинк Пантери. Да видиме сега што велат судиите. Мислам дека помине времето за нападот. Грешка на записничката маса. Многу брзо. Барем мене ми се чини дека поминаа оние 24 секунди. Тоа е техничка грешка и сега судиите му објаснуваат на гостинскиот тренер Тони Симич дека овие поени се валидни.
А ние да го запишеме 70-тиот поен на Марко Јовановски. Златевски и тој падна во овој период од играта. Единствената светла точка во екипата на Партизан Мартиш 5. Антевски, Јовановски, одлична акција. Јовановски 19 поени, сега тој е најефикасен во екипата на Пинк Пантери. 5 минути до крајот на преворот, 80-54. Закири. Ево, гледате каква одбрана играат домаќините. Изворено. Немаат никакво решение во нападот кошаркарите на Партизан Мартиш 5. Брза контра, Киревски, 2 слободни фрлања. Кирче Киревски до сега постигна 3 поени. Измена во екипата на Партизан Мартиш 5, играта ја напушти Вања Врендовски. Односно Врендовски во игра, се извинувам, а играта ја напушти Зекири. Антевски, штета, нема поени. Ова беше одличен обид, контранапад на Партизан Мартиш 5. Сега во финишата на преворот, единствено што им станува на гостинските кошари да обидат ова убедлива разлика, да не доживее катастрофа на овој напревар. А како отренала работата, најверојатно ќе се случи. Чекори на Трајковиќ, измена во домашниот тим, се враќа во игра Стошиќ. Да видиме само на чие место. На местото на Ѓорѓевски. Убави поени на најдобриот играч во екипата на Партизан Мартиш 5 на денешниот напревар. Јовановски. Јовановски. Дваесет први поен. Се напреваруваат кој ќе биде поефикасен во домашниот тим Марко Јовановски и во гостинскиот состав Виктор Златевски. За сега 20 имаат по 21 кош. Делуваат деконцентрирано. Немаат никакво решение во нападот. Меѓутоа, тоа се должи пред се благодарејќи на одличната одбрана на домашниот тим. И сега што промашуваат, ова е веројатно. Стошиќ, браво! Него 6 поен. Во Пинк Пантери ќе влезат во игра Аврамовски и Митич, а гледам стана клупата и Гански. Одличен влез, убави поени. Златевски, 23 кош. Ја нагазна линија Марко Јовановски во право се судиите. Еве таа тројна заедно во Пинк Пантери, иначе влегуваат Аврамовски, Ганевски и Митич.
2,5 минути до крајот на преворот. Пинк Пантери 84, Партизан Мартиш 5, 58. Ова беше прекршок, би рекол, без причина, бидејќи во тешка ситуација беше Јоргос Митропетрос, немаше потреба да се фаулира. Ќе повторам уште еднаш на денешниот направор, кошаркарите од Скопје промашија многу слободни фрлања. Еве, потврда и за тоа уште едно промашање. Ганевски. Дамјан Ганевски. Кош број 6. Прекршок на Аврамовски, 2 минути до крајот на преворот, 86-58. Излегува од игра Аврамовски, се враќа со број 6 Трајковиќ. Осумдесет 6-59, Ганевски, Кирилски мора да вади надвор, Трајковиќ, ки има 2 слободни офрлања. Убаво се стајде во ова, па би рекол, непријатна ситуација, добро решение. Петар Трајковиќ, прв негови поени. 87-59. Атанасовски бара да си игра без прекршок. Прекрасна блокада. Лесни поени. Убава завршница на домашниот кошаркар. Сега поени на спротивната страна. Го запишуваме петиот поен на предмалку на Кирче Кирилски. А поените сега одат на Јоргос Митропетрос, вкупно 8 кош. И ќе има уште едно слободно фрлање. Најмарна грешка и какви поени на Јоргос Митропетрос, кош број 10 и уште ќе имаме најмарна лична грешка. Еве шанса гостинскиот тим, Партизан Мартиш 5, по финишот да го ублажи овој убедлив пораз.
Митро Петрос, 11 поен. Топка од страна, се е јасно. Значи, уште еднаш полека да резимираме. Екипата на Пинк Пантери ќе ја забележи првата победа во новата сезона во трето лигавиот караван. Митич, изворени потези, видовме денеска. Право за Митич, ќе има 2 слободни фроња. Значи да ја завршам претходната мисла, заслужена победа на Пинк Пантери во првите 2 четвртини, нешто посилен отпор на тимот од Скопје. Меѓутоа во третиот период изворена игра во одбраната и во нападот, и во четвртиот период исто така добра игра и апсолутно заслужена победа на Пинк Пантери, прва во новата сезона. Да ја посакаме да бележат победи и во продолжението на правенството, а она што го видовме денеска дава надеж дека овој тим има квалитет да се бори за врвот на табелата, располага со неколку изворени кошаркари, добар потенцијал, има добар кадар и ќе видиме што ќе се случува во наредните кола. Тимот е добро преводен од клупата од тренерот Мартин Атанасовски. Ќе кажем уште еднаш се работи во континуитет со години, квалитетно во Пинк Пантери и едината на овој клуб навистина е добра. Веруваме дека тоа ќе се случи и во годините што доаѓаат. Ние да го проследиме самиот финиш на овој напревар. Нова неискористена шанса на Партизан Марти Шпет. Стошич сега се поигрува таму со противничките играчи. 24 секунди до крајот на напреварот. 89-64. Водство на Пинк Пантери Митич. Хубава асистенција Стошич. Дали овде ќе имаше прекршок? Стошич, Митич, Петрушевски. Кош број 10 за Христијан Петрушевски. Нема поени за гостите и тоа е крај на преворот. 91-64. Заслужена и чиста победа на Пинк Пантери против Партизан Мартин Шпет. Почитувани гледачи, се надам дека и вие уживате во овој напревар. На крајот ви посакувам пријатна вечер со програмата на К3 телевизија. Mm-hmm.